Пендаровски призна, сепак се сретнал со израелскиот стратег и медиумски гуру, кој работи на изборни кампањи на повеќе звучни имиња од регионот, меѓу кои и српскиот председател Александар Вучик. Асаф Исеин бил консултант на социјалдемократите, па затоа партијата која го поддржува на предстојните избори ја организирала оваа средба, велат за Алфа. Што разговарале, нема информација. Во однос на лицето за кое прашувате, председателот Пендаровски и соработниците го имаат сретнато во својство на консултант на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на средба која ја имаше организирано таа политичка партија, која и формално му ја има дадено поддршката на председателот Пендаровски за предстојните избори. Од кабинетот на Пендаровски вела дека тој ги следел анкетите кои се прават во Македонија од различни агенции, но никогаш немале нарачано и платено анкета со средства од буџетот на кабинетот. Откако изби скандалот, кабинетот на Пендаровски во изминатите денови остро демантираше дека формално го ангажирале Исеин. Самите деманти се проблематични, посебно во делот каде председателот тврди дека не ангажирал ниту странски, ниту домашни агенции, ниту пак правел анкети. Ниту јас, ниту мојот кабинет сме користеле некогаш странски компании за правење на анкети, стратегии, ниту пак комуникацијски услуги од домашни експерти. Никако да слушнеме како стои Стево Пендаровски во однос на Гордана Силјановска-Давкова. Предпоставам имате и такви анкети. Што покажуваат тие? Апсолутно, не само јас, туку сите предпоставени кандидати, ниту еден не влегол, предпоставам, во оваа трка, да нема никаква анкета направена за председателските избори. За средбите со странски консултант објави подпредседателот на ВМРО ДПМН. Николовски праша дали тие луѓе ќе му ја водат кампањата и ако е така, дали тоа ќе го пријават во антикорупцијската комисија. Инаку, израелецот Асаф Исеин е познат како консултант на српскиот председател Александар Вучик и со години се споменува како главен креатор на победничките изборни кампањи на првиот човек на Србија. Сепак, Исеин не е исклучиво човекот на Вучик, туку го има употребено своето пиар знаење и во други земји. Досега соработувал со политичари во Словенија, Босна Херцеговина, Австрија, Романија.